Јас сум Мања Василева, вие го гледате дневникот на регионалната К1 телевизија. Еве делот на станите во него. Започна расправата за ребаланс на буџетот. Македонските мали и средни компании до 29 јули имаат можност да се пријават на третиот јавен повик за ангажирање странски експерти за домашни компании. МЕПСО со апел до земјоделците, бојкот на сезоната за наводнување, да бидат внимателни додека ракуваат со опремата. Во Собранието на Република Македонија во матичната комисија за финансирање и буџет денеска почна расправата по продолжениот ребаланс на буџетот за 2017 година. Повеќе во продолжение. Почна расправата за ребалансот на буџетот за 2017 година. На денешната расправа пред Собраниската комисија за финансирање и буџет, ребалансот го образложи министерот за финансии Драган Тивдовски, кој рече дека основна цел на предложениот ребаланс е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Кратењето на непродуктивните трошења на власта обезбеди можност за буџетирање на нови мерки кои значат поддршка за граѓаните или домашните фирми. Тие мерки се минималната плата, решение за стечајците, поддршка за малите и средни предпријатија, за земјоделците, укинување на радиодифузната такса и слично. Граѓаните треба да знаат дека со ребалансот на буџетот нема предвидено пари за зголемување на пензиите и социјалната помош, но има пари за партиски вработувања, истакна денес на Комисијата за финансирање и буџет во дебата за ребалансот на буџетот пратеничката на ВМРО ДПМН Лилјана Кузмановска. Се обезбедуваат средства за плати скоро во сите агенции и комисии, значи за нови вработувања, а согласно минатите, ние видовме дека тоа беа чисто партиски и вработувања на лица кои учествуваа во шарената револуција. Понатаму ново субвенционирање во делот, посебно во делот на нови плати, односно дел каде што немаме законска регулатива. Со ребалансот, како што рече министерот Тивдовски, се планирани 23,4 милиарди денари за капитални расходи и поради ниската реализација во првата половина од годината, извршено е намалување кај проектите кои имаат забавена динамика на реализација. Но сепак смета планираното на капиталните расходи е значајно ако се спореди со реализацијата во последните 4 години, каде што никогаш не надминала 19 милиарди денари. Растот на економијата со ребалансот е ревидиран на 2,2% за годинава, а буџетскиот дефицит е проектиран на 2,9% од бруто домашниот производ. Продолжуваме понатаму повторно со економија. Македонските мали и средни компании до 29 јули годинава имаат можност да се пријават на третиот јавен повик за ангажирање странски експерти за домашни компании. До сега 96 компании ја искористиле оваа можност. Анкетите покажуваат дека 78% од нив се задоволни од странските експерти, а дури 90% повторно би учествувале во проектот кој го започна владата предводена од Никола Груевски. Собствениците на мали и средни компании понатаму ќе може да користат услуги на странски експерти за развој на сопствениот бизнис. До крајот на овој месец сите заинтересирани правни субјекти може да се пријават на третиот јавен повик за ангажирање на експерти. До сега, дури 96 компании искористиле оваа можност. Анкетите покажуваат дека 78% од нив се задоволни од странските експерти, а дури 90 повторно би учествувале во проектот кој што го започна владата предводена од Никола Груевски. Според вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, добро е македонските компании да ја искористат можноста што им се нуди, бидејќи ова е добра шанса тие да се стекнат со искуство од експерти од странство, кои што имаат за цел да им помогнат при подобрување на сопствениот производствено-технолошки процес, но и во подобрувањето на организацијата за работа. Во изминатите јавни повици, вакви услуги искористија Велешката фабрика за талк Димче Мирчев, фабриката Ким од Неготино и Вардар Градско од Градско.
Приходите и трошоците на општините денеска се поставени на веб страната на Министерството за финансии. Целта на оваа новина, како што е наведено во соопштението од Министерството, е поголема транспарентност и отчетност. Станува збор за најнови податоци за извршување на буџетите на општините за првата половина од 2017 година. А кога станува збор за транспарентноста на општините, според истражувањето на Центарот за граѓанска комуникација од Скопје, општина Велес е најтранспарентна општина. Каде се трошат народните пари, може да се видат и на веб страната на општина Велес во кварталните извештаи за работата на општината. Граѓаните на Велес се најмногу информирани за податокот каде општината ги троши нивните пари. Граѓаните се информирани за сите проекти и плаќања кои ги врши локалната самоуправа во текот на годината. Според Центарот за граѓански комуникации, кој го изврши ово истражување. Активната транспарентност и помага на институцијата да биде поодговорна, односно поподготвена во трошењето на јавните пари. На овој начин се промовира принципот на добро владење и интегритет. Институцијата е поефикасна, бидејќи подобро располага со информациите. Иако Велес е најтранспарентна општина во Република Македонија, таа е во оние 3% на институции кои имаат многу добра активна транспарентност. Сепак, ние ќе продолжиме понатаму, ќе се спремиме за подобрување на индексот на исполнетост од 83,6%. Едукативна кампања на МЕПСО за земјоделците. Оттаму апелираат во екот на сезоната за наводнување да бидат внимателни, додека ракуваат со опремата за наводнување, земјоделската механизација и со додатната опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Македонскиот електропреносен систем апелира до земјоделците во екот на сезоната за наводнување да бидат внимателни додека ракуваат со опремата за наводнување, земјоделската механизација, но и со додатната опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Оваа препорака важно е земјоделците сериозно да ја сватат, бидејќи доколку дојде до несакани ситуации, можни се фатални последици по животот на земјоделецот, вели потпоролот на МЕПСО Никола Стојанов. Сега во екот на сезоната за наводнување да бидат особено внимателни кога ќе ги поставуваат и ракуваат со системите за наводнување и распрскување. Секогаш да имаат во глава дека водата е проводник на електрична енергија и дека во контакт со проводниците на далеководите спроведува електрична енергија и тоа може да биде штетно по нивното здравје, некогаш да заврши и со фатални последици заради невнимание. Особено голема внимателност Стојано вели дека земјоделците треба да имаат при поставување на системите за наводнување во непосредна близина на далеководите. Тој апелира металните цевки никогаш да не се дигаат во височина. Во оваа прилика сакам да апелирам никогаш да не ги поставуваат распрскувачите или системите за наводнување, цевките до штрасите на далеководите, никогаш да не ги поставуваат распрскувачите под проводните јажиња на далеководите, секогаш да ги поставуваат тие елементи од опремата што е можно подалеку од далеководите, од безбедносните коридори, за да не се изложуваат себе си на опасност, а исто така да не ги изложуваат и сите други лица кои што се во нивна близина на опасност по нивното здравје и по нивните животи. Тој предупредува дека земјоделците не треба да поминуваат по трасите на далеководот од преносната мрежа, но и во нивните безбедносни коридори, особено не со комбајни или со друга робусна механизација. И во екот на сезоната односно на жетвата, да внимаваат да не поминуваат со робусна механизација, пред се мислам на комбајни, на големи трактори под трасите на далеководите, заради тоа што и со тоа може да се изложат на некаков ризик, а и да го доведат во опасност непреченето работење на електропреносниот систем и доверливоста и стабилноста во електропреносниот систем. Од 2013 година МЕПСО врши едукативни кампањи за да се избегнат несакани последици по животот и здравјето на луѓето. Состојба која во претходниот период беше загрижувачка и резултираше со неколку човечки жртви и повреди. Последната жртва од овој вид на повреди настаната како резултат на спојна земјоделска механизација со преносната мрежа на МЕПСО е пред 5 години, и тоа во Свете Николско.
Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија на денешната пресконференција ги изнесе актуелните состојби како и насоките за натамошен развој и подобрување на туризмот во Македонија. Колегите од Штипската регионална телевизија ни го подготвија прилогот. Да се продолжи работата на угостителските објекти, посебно на оние во руралните средини, да се овозможи ангажирање на младите и на студентите за време на туристичката сезона, наместо да ја напуштаат Македонија и да работат надвор, а категоризацијата на хотелите и останатите сместувачки капацитети да ја вршат компетентни лица, бараат туристичките работници. На денешната пресконференција заменик председателот на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора Горан Дамчевски потенцираше дека постојниот правилник за категоризација, кој е усогласен со европскиот и во функција веќе 5 години, може да се применува, но со претходни мали модификации. Проблемот, рече, не е во неговата содржина, туку во спроведувањето. Во однос на работното време на угостителските објекти, Дамчевски посочи дека е нужно неговото продолжување, но потребно и воведување дополнителни активности за поголема атрактивност. Значи, согласно законот за угостителство, сите се ограничени со работното време угостителски објекти. Сме на мислење дека туристичките дестинации, поразвиените па и оние што не се толку развиени, како Охрид, Крушево, Маврово, зимниот, летниот период, Берово и така натака, мислиме дека сме на мислење дека не е баш рационално да има такво работно време како што сега е во законот. Затоа инсистираме со новата влада, со новиот министер за економија да поразговараме околу промена на работното време. Одговарајќи на новинарско прашање за енормното поскапување на сместувачките капацитети пред одржувањето на Суперкупот во Скопје, Дамчевски нагласи дека цените пазарно се формираат, а Сдруженијето нема ингеренции да влијае во овој сегмент. Исто така додаде, не значи дека високите цени што сега се промовираат ќе останат исти и нема да претрпат корекција. Во однос на актуелната туристичка сезона, заменик председателот на Сдруженијето Славе Сирачевски информира дека се очекуваат добри резултати. Охрид е полн, а Скопје е подготвено со дневни излети да ги прими туристите. Што се однесува за купот, само да се вклучам. Да, сметаме и ние дека цените се превисоки, не ги знаеме официјално цените за сите хотели и не би требало да зборуваме паушално. Но мислам дека ако со тие цени и они, тоа е нивна оценка, може и да промашат. Може некои хотели да не се пополнат. Тоа е нивни ризик, тоа е една вага. Затоа почнаа сега многу хотели од внатрешноста да прават своји програми и да конкурираат за туристите да идат на таа утакмица да бидат сместени во други градови, како што е Куманово. Дури имаме и во Берово најава неколку кои што би ги носеле со такси и би ги врачали. Земјотресите во Охридско не ги предумислија гостите, ниту има какво било откажување на аранжманите во хотелите, рече Сирачевски. Воедно апелираат семинарите, едукативните настани и другите видови активности што се одржуваат на државна сметка да се организираат дома, а не во странство, што би значило директна подршка за секторот, угостителството и туризмот. Барат и вработените вон сезона да бидат ослободени од плаќање придонеси за да се задржат на работа. Сообраќајна несреќа из утринава се случи во Велес. На улицата Васил Ѓоргов се судрија автомобил и мопед. Според информациите од ЦВР Велес, несреќата се случила околу 8 часот. Се уште се непознати причините за настанување на несреќата, во која со тешка телесна повреда се здобил 22 годишниот возач на мопедот. Со возило на брзата помош тој бил пренесен во Велешката болница. По укажаната прва помош, момчето е препратено на лекување на клиника во Скопје. Продолжуваме понатаму со вестите од земјава. Авиокомпанијата Qatar Airways од денеска воспоставува директна авионска линија од Доха за Скопје. Новата авиолинија беше промовирана со пристигнувањето на првиот авион од Доха на скопскиот аеродром Александар Велики. Во петокот на скопскиот аеродром ТАВ Македонија промовираше уште 3 нови авиолинии, тоа од Малта, Рим и Ваксио. Со воведувањето на новите авиолинии и зголемувањето на фреквенциите на постојаните рути на двата аеродроми во Македонија,
се очекува зголемување на бројот на патници и пораст на авиосообраќајот во втората половина од годинава. Дождовите ја облажија состојбата со недостигот на влага во почвата, но тоа не е доволно за одржување и за развој на пролетните и градинарските култури. Овие денови со врнежите и со благото разладување до некаде ќе се ублажи негативното влијание на жештините врз земјоделските култури. Потоа следува период на стабилизирање на времето со не толку надпросечно високи температури, велат метеоролозите, што ќе биде добродојдено за работа во нивите, а на одредени места ќе заврши житвата на пченицата која е при крај. Ваквите временски услови сепак нема да бидат добри за се. Се создаваат поволни услови за појава и за развој на болести и штетници, како на пример пламеницата и пепелницата кај виновата лоза, и се препорачува заштитата за да се намалат можните штети. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски денеска имаше средба со групата експерти за систематски прашања за владење на правото предводена од Рајнхард Прибе. Како што соопшти Врховниот суд, на средбата се разговараше за актуелната состојба во судството и предлог мерките за спроведување реформи подготвени од страна на председателот на Врховниот суд, со цел независно и непристрасно судство како гарант на демократијата и владењето на правото во функција на заштита на човековите слободи и права. Експертската група предводена од Прибе, според најавите во текот на оваа недела, престојува во Македонија. Најмалку 9 лица, 5 деца и 4 возрастни загинаа во поројниот дожд што го зафати Националниот парк Тунто во Аризона, а 13-годишно момче се води како исчезнато. 4 други лица се спасени. Поради невремето синоќа околу 6000 домови останаа без електрична енергија, а поради надојдената вода делови од автопатиштата во Аризона беа затворени за сообраќај. Авионите кои требаше да се летаат на меѓународниот аеродром во Феникс беа пренасочувани за Мејс, Тусон и Лас Вегас. Според метеоролозите и денеска се очекуваат нови бури. Вестите од светот. Поредните врнежи кои зафатија североисточна Кина направија огромни штети. Животот го загубиле најмалку 18 лица, а евакуирани се 120.000. Оштетени се голем број на патишта, има прекин во снабдувањето на регионот со електрична енергија. Расте и бројот на семејства кои пријавуваат оштетување на своите домови. Денеска во Брисел започнуваат 4-дневните преговори на Велика Британија и Европската Унија. Излегувањето на Велика Британија до Европската Унија е главната тема за разговор. Според планираната агенда, овие преговори први ќе ги започнат британскиот министер за Брекзит Дейвид Дейвис и преговарачот на Европската Унија Мишел Барние. Потоа ќе следат состаноците на координаторите на работните групи. Излегувањето на Велика Британија до Европската Унија се планира да се случи во 2019 година, откако претходно ќе се затворат планираните фази од преговорите. Првата фаза, или онаа која сега се работи, е посветена на постигнување на договор за 3 приоритети за 27 други држави од Европската Унија, кои се однесуваат на судбината на европските граѓани кои што живеат во Велика Британија, но и на британците кои што работат и живеат во Европската Унија. Прашање се ирската граница и решавањето на финансиските прашања, односно покривање од страна на Лондон на сите финансиски обврски што ги има кон Унијата. Втората фаза се однесува на трговските врски помеѓу Велика Британија и Европската Унија и на крај финализирање на договорот. Променливо облачно и свежо време и денеска преовладува во земјава. Минималната температура се движеше од 10 до 18 степени, а максималната од 19 до 26 степен. УВ индексот е во вредност 6.
Од утре следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во деновите од викендот на места ќе го надмине 35 степен, а УВ индексот повторно ќе има многу висока вредност 9. И пред да се одјавиме, ќе погледнеме уште еден интересен прилог за подводната авантура во Охридското езеро, кој што е се поголем предизвик како кај странските туристи, така и кај домашните. Повеќе за ова од колегите од регионалната телевизија од 2 од Охрид. Се зголемува интересот кај домашните туристи за подводната авантура во Охридското езеро. Јован Секуловски, меѓународен инструктор по нуркање од нуркачкиот центар Амфора, вели дека пред да се нурка потребно е 15 до 20 минути да се објасни како се нурка, што ќе се види, односно каде ќе се движат во текот на нуркањето. Низ годините заинтересираноста се зголемува се повеќе и повеќе кај домашните туристи, како активност која се пронаоѓа во алтернативниот туризам. Сметам дека е тоа тесно поврзано со одморот кој ние треба да го имаме за да бидеме активни во еден дел од тој одмор. Следува припрема во која се става нуркачката опрема на нас и веќе влегуваме во вода каде што правиме на мала проба, да се види да пробаме и да се адаптираме на дишењето под вода, зашто влегуваме во еден друг медиум и подоцна веќе започнуваме со самото нуркање, од кое трае од прилика од 40 на минути до 1 час на археолошкиот локалитет кај Музеот на вода. Секуловски додава дека со оглед на тоа дека има нуркано на повеќе локации низ светот, нашето езеро е вистински бисер кој треба да го цениме. За разлика не можеме да го споредиме како со некое море или со некој океан, меѓутоа како една континентална вода, како еден затворен систем имаме доста ендемични интересни видови кои можат да се видат тука и кои се ендемични само на ова езеро во светот. Странските туристи се изненадени од фактот дека водата е толку чиста и има живот под водата, додава Секуловски. Тоа е се што подготвивме за овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието и пријатно.